Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вице-премиерот за грантови тендери Кочо Андјушев ја подценува интелигенцијата на граѓаните додека ги полни своите фирми, фирмите на своите најблиски со тендери. Само пред една година ја лажеше јавноста дека неговите фирми нема да учествуваат во државни тендери, а во меѓувреме по различни основи додели милионски суми сам на себе. Имено, после скандалот од 2017 година, кога државната Елем требаше да ја додели на фирмата на Андјушев Фероинвест 2,6 милиони евра, вице-премиерот Андјушев се правдаше и лажеше. Ќе ве замолам да погледнеме што зборуваше во емисијата Топ тема тогаш. Дали ова значи дека Фероинвест и останатите фирми во ваша собственост нема да учествуваат на државни тендери? Значи, Фероинвест и останатите компании нема да учествуваат на државни тендери. Ние треба да изградиме систем квалитетен. Тој систем да биде транспарентен. Таму, јас прецизно кажав, секаде каде што ќе имам можност да влијам на било каква постапка, таму моите компании нема да учествуваат, не само по закон можат да учествуваат, од морални причини нема да учествуваат. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, толку од системот на Андјушев. Погледнавте и самите ниту морал, ниту етика, ни срам, ни перде. Во очи ја гледаше јавноста и лажеше. Од оваа изјава до денес 160.000 евра народни пари беа доделени на Кастинвест и последниот случај со јавната набавка дадена на фирмата Брако во вредност од 2,6 милиони денари од страна на Агенцијата за патишта. Патем овде не ги сметам и споменуваме скандалите кои ги изнесоа медиумите од поодамна за скандалозната пренамена на земјоделско во градежно земјиште за неговиот брат со која имотот доби 10 пати поголема вредност или државната помош доделена на неговиот кумашин. Скандал до скандал. Фирмите на Андјушев не само што учествуваат во државни тендери, туку и добиваат толку од зборот и системот на Андјушев. Овде не се работи само за морална и етичка димензија, туку постои сериозен сомнеж за злоупотреба на службена должност и криминал. Конкретно во случајот со набавката на заштитна подцинкувана мрежа се поставува прашањето: зошто спецификацијата бара подцинкувана мрежа која токму Брако ја произведува? Гледајќи го оправдувањето на фирмата Брако, се поставува уште едно прашање: како е возможно тие да бидат истовремено и единствените и најконкурентните од трите производители, што е крајно контрадикторно и симптоматично? Многу прашања и многу недоследности ги следат бизнисите на вице-премиерот Андјушев, на кои тој лично, но јавното обвинителство треба да одговорат. Јавноста гледа како зад завесата наречена референдум и промена на името се случува бесрамно испумпување на народни пари во функционерските џебови и нивните фирми. Класичен метод на криминалниот картел на власт. Ова мора да прекине и за ова мора да има одговорност. На крајот, Македонија и граѓаните ќе победат.